Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Tatko moj, u imето на Твојот Син Исус, те молам за сила и власт во овие слова што денеска ќе ги изговарам. Ти благодарам што ти зборуваш низ мене, ти благодарам што ми го отвори срцето за Твојата љубов. Ти благодарам што ме научи да простувам, да се молам, да ти служам, да се радувам. Молете се постојано. Ти благодарам што ме научи да ја почитувам Твојата волја, не како што сакам јас, туку ти како што сакаш, татко мој. Денеска ќе зборуваме за Матеј 26, зашто Твое е царството, Оче мој, татко, татко, создател на се, и силата, и славата во сите векови. Во сите векови. Вековите се создадени од Божји збор и од невидливото произлегува видливото. Исусовото приведување, Матеј 26 глава, додека тој уште говореше, се мисли на Исус, ете Јуда, еден од 20 мината, 12 мината, Јуда Искариотски, дојде и со него многи луѓе со мечеви и стапови, испратени од првосвештениците, пазете. Кој го апси Исус? Првосвештениците Израелеви. Оние што го знаат Стариот Завет, оние што мислат дека се Аврамови синови, оние што мислат дека се избран народ. Значи, многу луѓе со мечеви и стапови испратени од првосвештениците и старешините народни. Кои се тие народни старешини? Народни старешини кои го распнуваат самиот Бог, кои го убиваат Исус. Па така размислете, каде се наоѓа оној што го распнува и убива Исус? Значи, испратени од првосвештениците и старешините народни на чело со Јуда Искариотски. Оној што го предаваше, Јуда, им беше дал знак велејки. Пазете, сатанска стратегија. Фатете го тој што ќе го целивам. Фатете го тој што ќе го целивам. Шекспир има еден стих кој е голем верник, бидејќи на крајот на својот живот вели, го предавам својата душа на Отецот Небесен. И целосно верувајќи во Исус Христос, мојот Спасител, со бакнеш умирам. Јулија, кога го пие отровот. Значи, тој што ќе го целивам, фатете го тој што ќе го целивам. И веднаш му приде на Исус, Јуда, и му рече, те поздравувам, Рави, учителе, што значи Рави, и го целива. Замислете, бакнеш на предавството, бакнеш лицемерно братолюбие.
предавство за пари, служење на мамома, нешто што се случува денеска во современиот свет. Денеска во Македонија се прави некаков референдум да се откажеме од собственото име, да му го дадеме правото на човек, на друг човек, на соседен човек кој ги убивал македонците. Пазете, македонците запишани во Светото писмо ги убивал, да му го дадеме правото дека тие се македонци, а ние не сме. Бог не избрал, Бог ни дал право, ние никому не му забрануваме да се нарекува како што сака. Бог дава право на избор, значи фатете го тој што ќе го целивам. Те поздравувам, Рави, и го целива. А Исус му рече, пријателе, зошто си дошол? Пазете, не го кара, не го осудува, зошто си дошол? Добро прашање, зошто си дошол? Јуда, зошто си дошол да го предадеш својот народ, да го предадеш Исус? Зошто си дошол на оваа земја? Клучно прашање, зошто си овде? Да си ја задоволуваш својата душа и својата телесност, на крајот ќе останеш, ќе почнеш да кукаш и да викаш. Има еден стих во Коринтијаните, еднаш се живее да јадем и да пиеме. Зошто си дошол? Добро прашање. Тогаш пристапија, положија раце на Исуса и го фатија. Замислете, тој им дозволува, самиот Бог слезен во Исус дозволува да биде распнат, да го истрпи гревот, казната, наплатата за гревот е смрт. Зошто си дошол? Тогаш пристапија, положија раце на Исус и го фатија. Ете, еден од оние што беа со Исус. Еден од оние што беа со Исус протегна рака, го извади ножот свој, пазете го принципот, па го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Символ на непослушност. Му го отсече увото. Пазете, христијанин со Исус вади нож, му го сече увото на слугата Малик. Тогаш Исус му рече, 26 глава Матеј, врати го ножот на неговото место. Зашто сите што се фаќаат за нож, со нож ќе загинат. Ете го старозаветниот закон, ако излезете од законот на љубовта. Ако излезете од законот на љубовта, око за око, зап за зап, се она што го правите на луѓето ќе ви го прават вам. А ако останете во законот на љубовта, врати го ножот, неколи не осудувај, не се спротиставувај, не ја барај својата волја, препушти му да те води нашиот Татко Небесен преку Исус, преку постапките на Исус, имајќи го Исус во пред очите и постапувајќи како Исус, или мислиш дека и што му вели Исус, врати го ножот, кој сече со нож ќе биде убиен, или мислиш дека не можам, пазете сега, да го помолам својот Татко, Отец, вели Исус, да ми прати повеќе од 12 легиони ангели. Бог може да го реши ова, но тој дава по собствен избор да се вратиме во Божиото царство на небесата како падната природа, како сатанско тело. Луѓе што немаат љубов и треба да научат да љубат преку постапките кои ни ги даде Исус, како треба да постапуваме. Мислиш ли дека не можам да го помолам својот Отец, вели Исус, да ми прати повеќе од 12 легиони ангели? Тој може да го утепа сатаната, да направи што сака. Но суштината е да научиме да љубиме, да ни даде право да истрпиме, да ја поднесеме штетата, да постапуваме како Исус. Но како ќе се исполнат писмата? Значи, Божјата драма која се пишува е напишана е, но ние ја пишуваме низ себе си. Никој не може место нас да љуби, никој не може место нас да го избере Исуса. Секој ќе одговара за своите дела на љубовта. Потоа Исус му рече на народот, како на разбойник сте излегле со мечеви и стапови да ме фатите. Како на разбойник, секој ден седев со вас, поучувајќи во храмот, и не ме фативте. Но сето тоа стана за да се исполнат пророчките писма, старозаветните писма, она што го зборувале пророците. Тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа. Пазете, кога ќе дојде силата сатанска, кога ќе се дозволи луѓето ќе се разбегаат, тогаш сите ученици, сите, замислете, ни еден не остана. Петар се покажа. 3 пати се отажа пред петел да запе. 3 пати се одрече од мене, 3 пати се одрече пред петел да запе. Стани ти што спиеш. И Петар замина. Тогаш вика, сите ученици, какви се тие ученици што го ставаат учителот?
Не научиле ништо. Тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа. Сатанската природа е се уште во нив, затоа тој напосле им вели: почекајте додека се облечете со сила, духот да биде над нив или во нив, за да можат да сведочат. Сослушувањето на Исус пред Синедрионот, а оние што го фатија Исус, го одведоа кај првосвештеникот Кајафа, каде што беа собрани, пазете, книжниците и старешините. Кој го осудува Исус? Свештениците израелски, книжниците и старешините. Тие го распнаа Исус, тие што го знаеа писмото. Затоа е тој стих: писмото убива, а духот оживотворува. Денеска тие што мислат дека го знаат писмото, да го знаеш писмото, словото на Исус, треба да го познаваш Бог. Да го познаваш Бог значи тој да живее во твоето срце, тој да те познава. Оти што знае човек, синот човечки, освен духот кој е во човекот, самиот човек знае што е во самиот човек. Петар пак одеше по него оддалеку во дворот на првосвештеникот. Петар сепак оди оддалеку. Оддалеку, пазете, те гледам оддалеку. И влезе внатре, па седна со слугите да го види крајот, да види што ќе се случи, да провери. А првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исус за да го погубат. Црквата Израелева сака да го убие Исус, водачите на црквата, замислете. Тие што го знаат словото го распнаа Исус. Но слава му на Бога, потоа тој во 15:10 мислам беше дела: ќе изберам народ од незнабожците кој ќе го прослави моето име. И потоа апостол Павле го сонува македонецот: денеска се прави референдум, сакаат да ни го смени името сатаната за 30 еврејници како Јуда Искариотски, со насилие дојдоа сите масони, сатански здруженија, да ни кажа дека е добро да се откажеме од името кој ни го дал Исус, Бог и го запишал во ова слово, да се пишеме некакви таму луѓе други, со додавки и придавки. Не за сатаната и смртта, да за Исус, за Исусова Македонија. Значи, бараа лажно сведоштво против Исус за да го погубат и не наоѓаа, и макар што пристапија многу лажни сведоци, не најдоа. Но најпосле дојдоа двајца лажни сведоци. И рекоа: овој кажа: можам да гурнам Божиот храм и за 3 дни да го содзидам. Пазете како го разбираат писмото, буквално. Тој зборува за своето тело, тие мислат за храмот на Соломон. Тогаш стана првосвештеникот и му рече: ништо ли не одговараш што сведочат овие против тебе? Но Исус молчеше, а првосвештеникот му рече: Исус молчеше, трпеше, трпеливо поднесува навреди. Те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш: ти ли си Христос, Синот Божи? Тие бараат тој да им каже, наместо да го прашаат Бог. Исус му одговори: ти велиш, ти рече, но јас ви велам, од сега ќе го гледате Синот човечки, како седи на силата оддесно и како доаѓа од небесните облаци. Тоа е запишано како ќе дојде Исус. Тој ќе ми рече Синот човечки, Синот Божи. Тогаш првосвештеникот ја раскина облеката своја и рече: овој хули на Бога. Тој кажува дека хули на Бога, не го прашува Бог. Тоа е себељубие. Тоа е дуоволо своеволие. Овој хули на Бога. Каква потреба имаме повеќе од сведоци? Ете сега го чувте неговото хулење, бидејќи тој вели: од сега ќе го гледате Синот човечки, кој е Син Божи, како седи одесно на силата на Отецот Небесен и како доаѓа на небесните облаци. Што мислите? А тие одговорија и рекоа: заслужува смрт. Црквата Израилева, оние кои имаат завет со Исус, го осудија. Дојде кај своите и своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што вистински го примија, во срцето како се прима Исус, им даде сила. Им даде сила да станат синови Божии. Тогаш го плука в лице и го тепа. Замислете, самиот Бог Создател слезен го плукаат неговите деца од паднати сатанска природа, а други го удираа по образите и говореа: проречи ни, Христе, пророкувај сега кој те удри. А Петре, седеше надвор во дворот и му приде една слугинка и му рече: и ти беше со Исус Галилеецот. Три пати се одрече пред петел да запее и стани, ти што спиеш,
простено ти е. И ти беше со Исус Галилеецот, но тој се одрече пред сите велејки, не знам што зборуваш. А кога одеше кон вратата, го виде друга и им рече на оние што беа таму: и овој беше со Исус Назареецот, за Петар, но тој пак се одрече со заклетва, не колнете се во небото ни во земјата. Не го познавам човекот. Замислете, се одрекува од самиот Бог 3 пати, му рече: јас ке умрам, нема да се одречам. И Исус му прости. Исус ве чека долготрпеливо да се покаете. Малку потоа се приближи оние што стоеа таму и му рекоа на Петар: навистина и ти си од нив, зашто и говорот твој те издава. Тогаш тој почна да се колне и се заколна: не го познавам човекот. Се откажа од Бог првен, тој знаеше дека не е човек, дека е Бог. И веднаш запеа петел. Времињата, вековите ке поминат, моите зборови нема да преминат, вели Исус. И се сети Петар на Исусовите зборови што му ги рече: уште петел пред да запее, 3 пати ке се одречеш од мене. Па излезе надвор и отиде на црковна служба. Не. Па излезе надвор и што? Пееше благодарствена песна? Не. Па излезе надвор и горко плачеше. Плачи, крцкање со заби. Да се откажеш од Бог е тажно. Ќе бидеш далеко од лицето на Бога, бесилен, во пламенен оган, без сила, без неговата слава, осамен и сам. А кога се раздени сите првосвештеници и старешини направија договор, значи свештениците го продадоа Исус. Свештениците. Дали денеска свештениците го продаваат Исус? Па размислете, браќа и сестри. Направија договор против Исус за да го убијат самиот Бог. Не го познаа, значи тие се слепи свештеници. Словото убива, духото животворува, и откако го врзаа, го одведоа и го предадоа на управникот Понти и Пила. Тогаш Јуда што го предаде, ајде да видиме што се случува со Јуда, кога виде дека е тој осуден, се покаја. Секој ќе се покаја, штом Јуда се покаја. И им ги врати 30 сребреници, си земал пари да го продадеш својот народ, дали ќе се покаеш? Синко човечки. Им ги врати парите на првосвештениците и старешините. Тие пари беа црковни, замислете, со црковни пари. Велејки им сгрешив, Јуда вели: зашто предадов невина крв. А тие му одговорија: што ни е грижа нам за тоа? Мисли му ја ти, така и оне што го продава овој народ. Мисли му ја ти, што ни е грижа нам за тоа? Они му служат на сатаната, нивниот татко е лагата. Тој ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде и се обеси. Знаете, ќе дојде момент кога не можете повеќе да го носите гревот, ќе ви натежне гревот. Ќе дојде времето за отплата. Првосвештениците ги собраа сребрениците и рекоа: не чини да се стават во касата на храмот, бидејќи се цена за крв. Пазете, цена за крв. Кога го продаваш својот народ, нели е тоа цена за крв? Откако се советуваа, ја купија со нив грнчаровата нива за погребување на странци. Зато и до денес таа нива се вика крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија, кој вели: и ги зедоа 30 сребреници, цената на непроценливиот, кого го оценија, го осудија, го продадоа синовите Израилеви. Мои Аврамови синови, кои не сте синови на Аврам, Мојсе и пророците, го продадовте семокниот Бог, а потоа Бог избра еден друг народ, македонците, кои денеска ги продаваат на референдум за грнчаровата нива и за 30 сребреници. И ги дадоа за грнчаровата нива, како што ми кажа Господ. Слава ти, Господе Исусе Христе. И Исус застана пред управникот и тој го праша, велејки: ти ли си царот јудејски? Исус му одговори:
ти велиш, ти рече. И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, тој ништо не одговараше. Видете, можете ли да им одговарате на луѓе што не разбираат? Кажете им да, не, пишано е тоа. А се што е повеќе од тоа од лукавиот е. Тогаш Пилат му рече, не слушаш ли колку сведочат против тебе? И не му одговори ниту на еден збор. Така што управникот се чудеше многу. Мирот свој ви го давам, така постапува христијанин кога го обвинуваат. А на секој празник управникот имаше обичај да му пушта на народот по еден затвореник кого тие сакаа. Пазете сега. Тогаш ти има еден прочуен затвореник по име Варава или Бараба. И кога се собраа, Пилат им рече, кого сакате да ви го пуштам, Варава ли, разбойникот, или Христос, Исус наречен Христос? Што ќе одговори телото сатанско? Сите што се без Исус, две тела има, синови Божји и синови човечки. Синовите Божји по тоа се разликуваат. Секој што не врши правда не е од Бога, што не врши правда, а и оној кој не го љуби братот свој. Значи тој го предава својот брат на суд. Исус го предаваат. Замислете. Зашто знаеше дека го беа предале од завист Понти и Пилат за Исус. А во тоа време кога тој седеше во судот, жена му на Понти му порача да кажат не прави му ништо на тој праведник, зашто денеска многу пострадав насон заради него. Пасите Господ како действува одредени луѓе да изберат. Ви дава насока да изберете. Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исуса да го погуби. Повторно свештениците, повторно црквата го продава Исус, неговата црква. Сатанска синагога, лажни евреи кои не се евреи. Тогаш управникот одговарајќи им рече, кого од двајцата сакате да ви го пуштам? Тие одговорија Варава. Замислете. Ги знаат словата. Мислат дека се чеда Аврамови, го распнуваат Исуса и се уште чекаат да дојде Исус. Тогаш управникот, тој ќе дојде во второто пришествие. Пилат им рече, а што да правам со Исус, наречен Христос? Му одговорија сите му одговорија, пазете, да биде распнат. Татко мој, Исусе, ти благодарам за се. Ти благодарам што ги зема сите болки, болести и страдања од секого од нас. Дозволи да бидеш распнат, да ги земеш болките, кревовите, отплата на гревот е смрт. Умре на крстот за секого од нас и на третиот ден воскресна. Те сакам, Господи Исусе Христе. Управникот рече, па какво зло направил, но тие уште посилно викаа да биде распнат. Пилат штом виде дека ништо не помага, а буната се зголемува, зеде вода, ги измин рацете пред народот и рече, невин сум за крвта на овој праведник, мислете му ја вие. Знаете, тој му даде можност. Правото на избор го почитуваше. Сатаната не ви дава право на избор. Ве насилува да го смените своето име. Македонци ве нарекол Бог. Дојдоа сите белосветски масони, сатанисти. Вршат притисок врз народот и ве заплашуваат. Не ви сум за крвта на овој праведник, мислете му ја вие, и одговарајќи целиот народ рече, пазете израелците, крвта негова нека падне на нас и на нашите деца. Пазете. И потоа не е чудо што се случуваше тоа со еврејскиот народ. Сето она што се случува, сета голгота и убиство, и тие се уште лутаат, се борат, водат војна, чекаат. Купуваат гробишта таму во Ерусалим. Мисля дека оттаму ќе тргне работата. Размислуваат во земно време, а Исуса не го познава, тие си ги имаат Мојсе и пророците. Тогаш им го пушти Варава, а Исуса, откако го камшикува, го предаде да биде распнат. Тоа е приказната. Небесниот Отец слегува во Исус на своите паднати и непослушни деца кои не можат сами да излезат од сатанскиот круг на себе убивање и себе мразење. Им го покажува Исус како треба да се поднесе штетата, да се љуби. До крај не возлюби, до смрт на крст не возлюби. А и денеска луѓето не веруваат во тоа. Си ја сакаат својата душа, кој ја сака својата душа ќе ја загуби, кој ќе ја загуби својата душа, тој мисли да не сакаш само тоа што сакаш ти да работиш за другите, да работиш за Исус Христос. Татко мој,
U името на Исус ти благодарам што и денеска правиш огнен штит околу мене за твоја слава. Те молам да направиш огнен штит околу македонскава земја, да останеме македонци какви што не си не запишал. Ти во твоето слово и во македонскиот народ да се случува само твојата волја. Те молам да им ги отвориш срцата на водачите, да се покајат сите што го продаваат овој народ, што го крадат овој народ, да ти изберат тебе и сите да живееме живот во Божји благослов наместо живот во проклетство. Предавам се што имам во твоите раце. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над се што не е од Бог, во моето тело и душа, во моето семејство, во мојата сопруга, мојата заедница во македонскава земја, моите деца физички, духовни. Те сакам, Господ Исусе Христос, оставам се во твоите раце. Мир вам до Божјо царство небесно. Ти, брате и пријателе, тажен си, осамен, овој свет е неправеден, сака да ти ја земе душата. Сатаната сака да останеш во него, да останеш во нељубов. Додека си жив и здрав, додека стоиш исправен, повикај го Исуса, да не биде после бев гладен и не ме напоивте. Повикај го Исуса и почни да чекориш во љубовта, почни да учиш во училиштето за љубовта и почни да љубиш кого сите, како што Исус сите ги возљуби. Оти љубовта никогаш не престанува. Он вечно не се лути. Он е многу милостив, неговата милост е вечна. Те сакам, Господи Исусе Христе, слава ти, татко мој. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин. Тие викаја, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Оче мој не остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во шести час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Оче,